Почитувани гледачи, спортски поздрави од стадионот Гоце Делчев во Прилеп пред почетокот на 19-тото финале во нашето најмасовно клубско фудбалско надпреварување Купот на Македонија. Металург против Тетекс, две екипи со големи амбиции сезоната да ја крунисаат со трофеј. Тетекс практично и го брани големиот пехар на Фудбалската федерација на Македонија, освоен минатата сезона во финалето на Купот против Работнички. Еден пригоден церемонијал, менаџерот на судиите Ангел Бунгоров со цвеќе и плакета му се заблагодарува за се што досега стори за македонскиот фудбал. На првиот помошник од судиската тројка, тоа е Зоран Стефанов, кој веќе е наполни 46 години и практично ќе го суди последниот надпревар во својата судиска кариера. Ги спомена судиите, тоа се Зоран Бошков, Зоран Стефанов и Гоце Недев ќе му помагаат. Зоранчо Темелков е четврти судија. Овој момент беше означен почеток на финалниот надпревар, нешто пред најавениот термин во 16 часот, но во секој случај најнапред да се запознаеме со составите на двете екипи. Споменав Металург условно домаќин на овој надпревар во традиционалната зелена комбинација, но да видиме прв напад таму обид беше тоа на Костенцовски да мине, запрен во последен момент од Душан Симовски, крај левата аут линија ќе расчисти за момент Симовски, меѓутоа топката назад вратена за фудбалерот број 11, тоа е Митрев. Еве повторно нова шанса, излегува Марко Јовановски, го заштитува својот гол. Значи Ников на голот на Металург. Петковски, Крстевски, Кралевски и Мемеди се во одбраната. Митрев, Крстев, Лјамчевски, Костенцовски во средниот ред, Драганачевски и Бажи Илиовски во нападот на екипата на Металург. Тоа е изборот на тренерот Жикица Тасевски, не можеше да смета на Вајс. Се опоравува Вајс, но и натаму трае забраната по потрес на мозокот дека не би требало да настапува на првенствени и куп надпревари. Тони Јакимовски спомнат без Душан Наумовски, кој поради црвен картон нема право на настап. Сите други главно подготвени, мотивирани да го одбранат трофеот освоен на минатата сезона. Марко Јовановски на голот, Душан Симовски, Даниел Јовановски, Ѓорѓевски и Мишков се во одбраната, Силјановски, Алију, Захариевски, Јакимовски во средниот ред, Глигоровски и Наумовски. Мемеди ќе мора да врати назад кон Кралевски. Десно од Кралевски е Крстевски, тоа се двајцата последни играчи во одбраната, меѓутоа топка во средината и повторно уфрлање се бараше овој пат. И да видиме сега дали е се чисто овде. Така е, каква грешка. Неверојатно е ова што се случи. Победува екипата на Металург со 1:0, едно недоразбирање во 60-тикот. Костенцовски го отвора резултатот, ќе забележиме 15-тата минута, 1:0. Еве, уште еднаш она традиционално веќе видено уфрлање во средината и ја испушти тука оваа топка. Голманот Јовановски успеа да ја избие. Лјамчевски стигната до Костенцовски, кој го отвора резултатот и носи водство и предност на екипата на Металург. Практично еден подарок од текстилците за составот на Металург, кој поведува
со 1:0. Иако се погласни се шпекулациите деновиве дека може да дојде до евентуално проширување лигата. Видиме сега обид од свртување, меѓутоа добро таму поставен голманот Ников на Умовски. Ја прифати оваа топка. Теренот спомена во одлична кондиција. Убави услови за игра. Горди тука домаќините за состојбата во која е нивниот терен и велат дека ќе им пружи максимални услови. Еве сега одлично уфрлање таму, се обиде Глигоровски, практично нешто меѓу центаршот и директен удар. Ново уфрлање од Аголот, претходната ваква ситуација донесе опасност пред голот на Металург. Да видиме сега повторно голема борба и ова не беше речиси повторно директен удар и уште еднаш Трајчеников спасува. Еве во серија неколку шанси за екипата на Тетекс да го изравни резултатот. Јасно е дека сега Тетекс е тој што ќе треба да форсира побрза игра. Крстев има одличен удар, меѓутоа за малку непрецизно. Пред се Мики Јовановски. Тука е Урошевич, стрелецот на оној гол во изминатиот викенд, но да видиме сега. Еве можност, ситуација, празен е голот и 2:0. Тенекеджиев во 65-та минута. Му носи предност водство на составот на Металург со 2:0 и го отвора прашањето и дилемата дали ова значи крај на надпреварот. Одлично проигран од најнапред учествуваше Илиовски во таа акција, па Начевски врати нешто наназад. Тенекеджиев практично имаше пред себе празен гол. Ево го уште еднаш тој момент. Влезе во игра на местото на Костенцовски. Очекуваме да биде изведен слободниот удар. Клечкаровски и повторно Кралевски врши огромна работа во одбраната. Успева да расчисли сега таму Јовановски заработи некаков удар, меѓутоа мислам дека и тој лошо ја постави својата нога. Потука можеше да настрада и дефанзивецот на Металург. Добра проценка на судијата Бошков, кој веќе веројатно пред ангажманот на Трајчеников ќе означи крај на средбата, иако не му се брза на Ников. Еве покажува Бошков по запрашан од фудбалерите колку има до крајот, вели дека е готово, дека очекува само топката да биде упатена во игра. Еве го токму тој момент кога Металург и официјално почнува да ја слави титулата во фудбалскиот куп на Македонија. На крајот сосема заслужено. Во игра без многу шанси, но во игра која Металург најнапред во 15-та минута стигна до помалку или повеќе еден среќен погодок, победе со 1:0 со голот на Костенцовски по грешката на голманот Јовановски. Подпомогнат беше Костенцовски од Јамчевски, кој беше внимателен во она испуштена топка од Јовановски. Само ја турна до Костенцовски, кому не беше тешко да погоди во празниот гол, а потоа уште една убава акција. Тројно проигрување ја започна акцијата Баже Илиовски, учествуваше и Начевски за на крајот Тенекеджиев во 65-та минута да бие прецизно и да ја донесе водство. На крајот се покажува дека тоа водство 2:0 е и конечен резултат. И сега градоначалникот на Прилепа Маријан Ристевски ќе му го предаде овој пекар на капитенот на екипата на Металург. Ево токму тој момент се прославува првата титула во клубската историја на Металург. Еден прекрасен кадар кој ќе се памети, фотографии кои ќе ги красат службените простори, но реков дефинитивно и оваа слика што на секаде низ наша земја стигнува со посредство на македонската телевизија. Слика и моменти на кои долго се сеќаваат во своите фудбалски кариери во екипата на Металург. Почитувани гледачи, токму со овие кадри, со
ова славје во составот на Металург ќе ви се заблагодарам за вниманието. Ќе ви посакам пријатен празничен ден со програмите на Македонската телевизија, со подсетување уште еднаш дека Металург е победник на 19-тиот куп на Македонија во фудбал. Словите на Костенцовски и Тенекеджиев 15 и 65 минута. Металург Тетекс во големото финале 2:0 за прва титула во клубската историја на Металург. Имајте пријатно пополне.